Ако му даеш номерот со телефон, ќе има да се јави. Па мислиме дека ако не однесеме ќе не гонат. Кој ќе го гонат? Починатите. После смрт. Тогај кој се вратиме ќе кажеме дали има или не, сега не знаеме. Сега не знае никој на тоа прашање да одговори. Нема живот како тоа, нема ништо. Тоа е се срамнето. Ако му даеш номерот со телефон, ќе има да се јави. Нема. После смрт нема живот. Нема. Како, ќе умреш, после ќе живееш. Те, купуваме, носиме таму, зашо за џабе. Ја ти питам дека си жив, после умре, се џабе. Ако му даеш номерот со телефон, ќе има да се јави. Па мислиме дека ако не однесеме ќе не гонат. Кој ќе го гонат? Починатите. Дали треба промена на времето? Стрелките да се вратат еден час наназад, според вас? Треба. Зошто треба? По-ладно више, сите се пребираме више домате унатре. И тоа е бате. А запалим се огин дома, готово. Нема потреба да се променја. Време си како што треба. Ние не можеме да сменеме. Па тоа се само команда. Ништо не можам да коментирам. За ова или за времето? Да. Ја мислам треба да се остане вака. Оти треба да се остане. Според вас? Па што знам, бе. Ќе има ли повеќе ден или помалку? Повеќе денот ше за летото, поубаво е. Не, за мене, по старото време. Навикнето, знаеме колку стануваме, колку легнуваме, саато се. Порано на старото време да сме си. Не, ништо. Не. Оти. Па навикна се човек на еден ред и сега малку те на събрали ти е малку потешко или да станеш или оново време кога треба да станеш порано. Не треба. Нема потреба. Треба да се мене. Темно станеш, треба да се мене. Ако не се мене на светло ли ќе стане? Па малку се помрдне, нели? Не ме интересира тоа, не. Дали би оставиле бакшиш на келнери? Па сега зависи од расположението. Ако се е таман, ќе оставиш нешто, ако не. А на земјоделци? А што на земјоделците? Дали треба да добијат бакшиш? Па треба. По-барат И сите треба да добијат. Па зависи. Ако ми обрне пажња, оставам секој пат. А на земјоделците дали треба? И да. По никој начин. Не би оставила. Фала Богу, па не сме имали прилика сега да бидеме скоро у кафана. Некога сте били? Да, али тоа не сум го употребувал. Па не сум до тоа ниво дошao да имам вишок на пара, па да оставам им бакшиш. А на земјоделците? Може. Па и на ние некош исто седи, да. Не, и тамо нема бакшиш никаде. Дали на келнерот треба да се остава бакшиш? Не. Зашо? Пази, има си платон, зашо тоа? Тоа е платено. Плюс тоа не е добра услугата. Јас сум одела по кафани, значи немат добра услуга. Не. 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 Нека заработи своето. А бакшишот, ако загаш од срце, а иначе другчи не. А на земјоделците? Земјоделците? Земјоделците не и рачунат народ. Ја у кафана не одам. Не, а? Никако. И сега што правиме, ако ве повикат, нема да отидат. Не. Дали на келнерот би им оставиле бакшиш? Па ако ми го направи кефа оставам. Зашто да не оставам? А на земјоделците? Они не ќе скарат нивот. Они нема да ќе скарат. Што ти го прави некој мерако? Па ако имам, зашто да не? Зашто да не ако имам? Да, би требало тоа, секаде и у западот тоа ташно, ама кај нас уште Вие не. лично дали би оставили? Би оставил ја. Да, оставил. Колку ше, толку. Ситно. А на земјоделци? На земјоделци, не, тие се печанат. Тие печанат. Кој е македонско најсиромашко јадење? Пиперки. Кој е најсиромашко? На времето се правеше топеница и слично. Не знам. Според тебе кој е нај? Според мене. Да. Кога беме, според мене, чуваа свињи, чуваа кокошки и немаме сиромашко јадење. Кој е најбогато? Па најбогато месо, испражиш свинско месо, подсолено до Месте со тераз. печуркички, со се. Најбогато. Според вас кој е? Чај дробен, солеп,
чаја сме го дробиле со леп и дивка кафето. Едно време. Така е било. Како деца. Сиромашко е тоа било. Кој си имале и млеко си зимале, си дробеле. Кој немале кило млеко, кило вода. Ако нема млеко? Така. Ако нема, ви кажав, чај, ќе сварат и ќе си надробеме, ќе си јадеме. Лука и оцет. Тоа. Што е со топеницата? Топеницата, па добро е тоа со сиренци. Топеницата треба и сирење и млеко. Многу зарзавати, а? Да, а лукче и оцетче и готово. Јади, едно време така се жнале. Кој е најсиромашното јадење? Македонско. Граф. И па тоа лук и оцет, друго шо најсиромашното. А кој е најбогато? Па се разбира месо, скара. Гравот е најсиромаш. Секој го јаде и најефтин. Посно гравче. А, па и топеници се јаде. Кој има тврдо лепче, мори и сега ние старите и тоа го правим. Знам дека тогаш возрастните не го фрлале. Па и сега исто ние не фрламе. Како топеница? Како се прави? Едноставно ли е тоа? Едноставно е. Не ми Јас ќе кажам, јас знам. Па како се прави? Ќе издробеш лебо, свинска маса унатре ќе туриш. Ако има. Има како нема. Не, ако има. Да, ако имаш, ако не, и со зејтин. И ќе надробеш или сирење или урда, ќе го испржеш и ќе го јадеш после тоа. Или со кисело млеко, или со рсулница. А вода, леп и сол само? Тоа не сум јадела, не знам. Слично е тоа, иста топеница. Мислиш така, ушпоре да го потпече? Затоа велам дека е најсиромашно. Да. Кое е македонско најсиромашно јадење според вас? Пинџуру. Пинџур. Топеница се ако е со мас, да се стопе мас и да се надроби лего, да се и на крај малку ќе го прска со вода да омекне лего. Тоа е фактички да не се фрла лего. Да. А леп се многу фрла моментално сега. Кој е најсиромашното јадење? Не знам. Грал. Сигурно. Грал, да. Што е со топеницата? Може. Краставичка мислиш со топеница. Оцет. Топеница, како се тоа топеница? Леп, вода, сол. Само тоа го рачунаш топеница? Да. Па добро, и тоа може. Ако дал Господ, и тоа може. Ама ако има. Супата. А ако нема супа? Само лепчето. Само лепче, а? Само лепче. Нема друго. Па ќе преживееме со солце. Па ако му даеш номерот со телефон, ќе има. Да се јави. Па мислиме дека ако не однесеме ќе не гонат. Кој ќе го? Починат.